Почитувани, една и единствена причина за пресовите на СДСМ за автопатот Демир Капија Смоквица се претстојните избори. Не се ниту тендерската постапка, ниту работата на избраната фирма, туку единствениот и непобитен факт дека СДСМ знаат дека ништо не направиле за цело време додека биле на власт, додека за ВМРО ДПМН овие години се време на јавни инвестиции, на градење автопати, железници и други големи инфраструктурни проекти. Во овие години, додека се градат огромен број на проекти и додека се спроведуваат одлични мерки за граѓаните, СДСМ не успеа да поздрави ниту една од овие работи. Па така, не беше поздравено намалувањето на партиципацијата, намалувањето на цената на лековите, намалувањето на цените на авиолетовите, ниту пак било што. Во тој контекст нема да биде поздравено ниту градењето на автопатот Демир Капија Смоквица. Затоа, СДСМ дури после 3 години почна да се занимава со оваа тема. Односно, се обидува да ги нападне и омаловажи напорите на владата за зајакнување на инфраструктурата, а истовремено и да обезбеди работни места за илјадници граѓани. Во оваа прилика сакаме да потенцираме уште еднаш неколку факти. Исплатите на фирмата Актор се прават според извршени работи, откако ќе се направи супервизија на реализацијата и исплатите се вршат кон матичната фирма во Грција, што значи подружницата во Македонија не изнесува пари, туку внесува пари во земјата за да ги исплати работниците во оваа земја и суровините кои што ги купува во земјата. Второ и значајно е што на месечна основа се информира Европската комисија која ги обезбедува средствата за сите реализирани активности на автопат. Финалниот извештај за евалуација, како и предлогот за избор на најповолен понудувач, беше следен и одобрен од представници на Европската комисија, и при тоа сакаме уште еднаш да потенцираме дека ниту една од компаниите во процесот не изјави жалба. Доколку СДСМ има сомнеж или пак информации каде и како фирмата ги троши парите, информациите ги повикуваме да ги достават до надлежните институции. Исто така го повикуваме господинот Шилегов да не ги држи овие пресконференции во прашална форма, при тоа фрлајќи сомнеж на сите страни. Со овие прашални форми господинот Шилегов се крие од тужби, бидејќи утре ќе каже дека тој не кажувал, туку само прашувал. Ова е уште еден неуспешен обид на СДСМ да фрли дамка на инфраструктурните проекти кои ги реализира владата на ВМРО ДПМН. Знаат дека цело време додека беа на власт не поставија ниту еден камен. Исто така знаат дека и народот памети и дека поради тоа ќе ги изгубат и овие избори. Благодарам.